Здраво, пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Ова што го гледате овде е господинот Јосиф Дамјанов и денеска ќе ви зборува за повторно дигестивен систем. Може би некој од вас кој што ме следи подолго знае дека оваа тема често ја начнувам и тоа е поради причината што за мене дигестивниот систем и дигестивното здравје е можеби столбот и постулатот на целокупното здравје, добра состојба и по мене тоа е најважното место во нашето тело. Денеска сакам да спомнам за 3 работи кои што влијаат позитивно или негативно на вашиот дигестивен систем и како може да ги подобрите или како може би да воочите дека тоа е нештото што ви прави проблем. Прва работа за која што сакам да зборувам е дека дигестивното здравје најмногу се заснова на тоа колку е разноврсна вашата храна. Зошто е тоа така? Затоа што во нашето тело, односно во нашиот дигестивен систем има многу милиони бактерии кои што се задолжени за обработка на храната, за борба со други бактерии, за вируси. Дури и се уште сметам дека дигестивниот систем и сите тие бактерии кои што ги имаме внатре не се ни малку испитани и истражени, но сепак дефинитивно се знае и е потврдено дека тоа е местото од кој што зависат многу процеси во нашето тело и затоа разновидната храна и доколку во текот на денот успевате да направите редовност на оброци, доколку успевате да внесете обоени и разновидни овошје и зеленчуци, сето тоа ќе и ферментирана храна која што се јогурти, кефири, зимници, корнишони, турши и така натаму ќе промовирате добро здравје и регенерација и создавање на дополнителни нови бактерии кои што ќе успеваат да го одржуваат дигестивниот систем во одлична функција. Една друга работа која што од друга страна ќе му наштети на вашиот дигестивен систем е континуирана и секојдневна конзумација на алкохол. Алкохолот е нешто што и може да биде и позитивна и негативна страна, но најчесто е негативна кога се прави во континуитет и ако постои еден алкохол кој што па го промовира дигестивното здравје, тоа е црвеното вино и имаме супер период есен и зима кои што секогаш се позгодни за пиење на црвено вино. Тоа значи дека многу од вас ќе имаат супер причина да пијат црвено вино и да знаете дека црвеното вино и во својот состав дури има молекули и соединенија кои што повторно на еден начин промовираат дигестивно здравје и создавање на добри бактерии, но во секој случај немојте ова да го фатите здраво за готово и како одлична основа да вашите 5 раки или вискија или пива ги конвертирате во 5 чаши вино, затоа што повторно се што е претерано е веќе контрапродуктивно. И трета работа за која што исто така да зборувам се спој на одмор и стрес, затоа што спиењето и тој регенеративен процес кој што ние луѓето го имаме за време на ноќта и во тие 6 до 8 часа квалитетен сон се од големо значење за дигестивниот систем, од друга страна стресот како стрес, затоа што е многу поврзан со нашиот мозок, со мислите кои што ние ги ткаеме, многу често тие сигнали кои што ги испраќа мозокот најчесто ги осеќаме на дигестивниот систем и тие сигнали и комуникацијата кои што ја имаат да ја кажеме интуицијата наша која што ја осеќаме некаде во стомачната празнина и комуникацијата која што ја имаат нели со мозокот придонесува да многу често во ситуации на стрес или јадеме многу или губиме апетит или чувствуваме болки во желудникот или имаме диареја и така натаму. Тоа е директен показател дека стресот на вистина има улога и е од директна поврзаност со здравјето на вашиот дигестивен систем. Повторно, од оваа страна и на можеби и гледајки од другата страна, лесно ми е мене да ви кажам да не бидете стресни, но во секој случај не се работи за тоа дека ние луѓето треба да се изолираме од стрес или да најдеме начин како да не сме во стрес. Едноставно денешниот начин на живот и динамиката продуцираат стрес и не е работата тоа како да се оттргнеме од стресот, туку како ние реагираме на ситуациите и околностите кои што ни се случуваат секојдневно во нашите животи. Повторно ќе речам, тоа сами треба да си го решите, нема 5 начини како да се справите со стресот, но во секој случај има начини како да го олеснувате тој стрес.
Прво преку добра храна, второ преку активен животен стил и нормално слободно може да практикувате медитација и йога. Тоа е едно нешто што ја мислам дека се почесто ќе се зборува и тоа е една индустрија и пазар кој што во следниве 5 до 10 години дефинитивно ќе се зголемува затоа што сте повеќе луѓе стануваат свесни од бенефитите на йогата и медитацијата кои што продуцираат подобро духовно здравје, ги средуваат мислите и го намалуваат стресот, а со тоа и дигестивното здравје ќе биде многу подобро и автоматски по тоа и целокупното здравје. Така да, пак ја речам, вие треба да си донесете одлуки за било кое поле поврзано со здравје, добар изглед и добри навики. Јас сум тука само да ви ја дадам логиката, да ви инспирирам, да ве мотивирам и да зборувам и да се потрудам да барем на еден човек од вас да му ја помогнам да ја промени свеста и да донесе позитивни одлуки. Така да, луѓе, тука јас завршувам за денешнава епизода. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!